Спротивно од ветувањата и против волјата на граѓаните, Зоран Заев и Никола Димитров покрај Преспанското езеро на Македонија ја закачија кованицата Северна. Да живее Македонија, да живее Република Северна Македонија. Ова дојде откако неуспешен беше пробниот балон на Зоран Заев со Илинденска Македонија, предлог кој беше неприфатлив за Грција. Република Илинденска Македонија е името за кое е можен компромис со Грција. На англиски Republic of Ilinden Macedония. На албански Република Илиндитасе е Македонис. Република Илинденска Македонија е име со кое го зајакнуваме темелот на нашата република. Договорот за промена на името од позиција на премиер го постигна Заев, иако пред да стапи на функција зборуваше нешто сосема друго. И цело време го донеле Заев да го продаде името. Ајде мајката! Поранешниот премиер, додека беше опозиционер, се комнаше дека нема да дозволи промена на уставот со цел промена на уставното име. Додека дишам, додека го дишам овој македонски воздух и додека ме држи памет дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Пресериозно е ова прашање и навистина не боли нашата национална посебност. Никој не може во Македонија, верувам дека нема родено таков човек кој што би дозволил промена на устав и промена на нашиот идентитет. А што се однесува до уставот, гарантирам, одличен устав имаме. Европски устав. Уставот нема да дозволам никој да го смени. Уставот ќе се почитува. Уставот ќе се спроведува. Нема менување на уставот. Бидете спокојни. И покрај овие ветувања го добивме нивици и потпишувањето на Преспанскиот договор. Додека функционерите се смееја во Преспа, истиот ден во Скопје протести поради овој договор. Потоа следуваше и неуспешниот референдум. Вкупниот број на гласови за 609.813, вкупниот број на гласови против 37.700. Согласно утврдениот резултат од гласањето на референдумот 2018 година, одлуката не е усвоена, бидејќи не гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список. Заев не си го одржан изборот дека ќе се повлече ако референдумот биде неуспешен. Како премиер имам мандат до декември 2020 година. Ако падне референдумот и не успее, веројатно завршуваме ние со политиките овде. На местоветената оставка Македонското собрание со 81 глас изгласа промена на името. Македонија со промената на името ја крена рампата за членството во НАТО, а ветениот старт на преговорите со Европската унија го нема се уште, иако минаа 4 години од договорот во нивици.